Мајчиното млеко е неопходно за правилен раст, раздвој и здравје на бебето, а воедно е добро и за физичкото и психичкото здравје на мајката. Докторите посочуваат дека доењето е најздравата и единствената исхрана, која треба да ја прима новороденчето до едногодишна возраст, покрај додатоците, што понатаму доведува и до здрава адултна популација. Слободно доење или доење со мајчино млеко многу е битно да трае првата година, затоа што растот и развојот во првата година е интензивен и е многу битен тие состојки што ги содржи мајчиното млеко, детето, значи доенчето, да ги добива во тој период. Неколку аспекти се битни во содржината на мајчиното млеко. И јас би ги одвоил во неколку групи. Првото и најзначајното е содржината, значи состојките на мајчиното млеко. После е како второ хигиената, значи најчисто млеко е мајчиното млеко. После доаѓа економскиот или финансискиот аспект. Значи мајчиното млеко не треба да се купува, него е природно. Значи, по природен пат, мајката го излачува и на тој начин го добива млекото, најздравото и најсвежото и најчистото млеко. Нормално, во светот, една одредена група на новородени и на доенчиња растат со друго млеко. Значи, ако има индикации или ако нема услови за слободна лактација, значи за слободно доење, во комбинација или во, да кажам, како втора алтернатива, доаѓаат другите млека. Меѓутоа, ние као здравствени работници, но тоа да имаме, треба да имаме разбирање и од страна на мајката, значи од страна на родителите, треба да се инсистира или да се ангажираме сите за зајакнување на кампањата за мајчино млеко. Да кажам и тоа дека во Западот постојат банки во кои се продава и се донира мајчино млеко. Значи се дава посебен значај на мајчиното млеко. Значи, меѓутоа за создавање или за формирање на банки за продавање или за донација на мајчино млеко треба посебни услови. Ние уште не сме во таа фаза, меѓутоа на нас зависи тоа дали ние ќе инсистираме на покачување на ниво на значи на слободното доење или на мајчиното млеко. Најголем дел од мајките го дојат своето новороденче, но некои пак се одлучуваат да користат адаптирано млеко. За жал, значи кај нас во моментот, значи во последните години, одреден број на мајки одбиваат слободно доење, значи го одбиваат да ги дојат своите деца и инсистираат со адаптирано млеко, што не е во ред. Ние затоа инсистираме од првиот момент да ги стимулираме и мајките за да се почне одма слободното доење, укажуваме на предностите на мајчиното млеко, така да тоа е многу значајно да се почне одма во првите сати одма после породувањето. Светската недела на доењето секоја година се одбележува во 170 земји од светот со цел унапредување на здравјето на бебето.